Безболното породување е пракса која е често барана меѓу родилките, младите мајки кои сакаат да го изостават стравот од непознатото. Што значи оваа метода, како се применува ова од следното интервју. Почитувани, во денешната утринска деница на Мега телевизија ќе разговараме за методата безболно породување. Повеќе за оваа метода ќе ни каже доктор Раде Биелик, анестезиолог при болницата Плодност во Битола. Најпрво ви благодарам што одвоивте време и сте дел од нашата утринска програма на Мега телевизија. Ви благодарам на посетата и на искажаниот интерес за оваа метода, која што е се популарна во нашата популација. Во нашиот разговор ќе биде споменато тоа дека поготово во нашата болница ретко се случува да доаѓа жена за породување која што не ја побарува оваа метода. Што подразбира самата метода? Што значи безболно породување? Значи, безболното породување може да се изведе на различни начини. Значи, во текот на историјата, луѓето на секој начин се труделе тој чин да го направат што по-лесен, по-безболен за жената и на разни начини се обидувале тоа да го направат. Денес постојат три во главно начини за обезболување во текот на породувањето. Едната група на методи се без употреба на фармаколошки средства, значи со употреба на психолошка припрема на жената, со употреба дури на хипноза, акупунктура, значи породување во када, значи во базен, со цел сето тоа да се олесни, масажи разни употреба, ароматерапија. Значи тоа е една група на методи кои може да се употребуваат за безболно породување. Другата е со употреба на фармаколошки средства, например со давање на разни аналгетици преку вената на жената. Меѓутоа тоа се помалку се употребува, бидејќи тие аналгетици делуваат и на жената во смисла на поспаност, депресија на дишењето, а и на плодот, бидејќи преминуваат преку плацентата во плодот. Значи и тие не се употребуваат денес. И суверена метода за безболно породување денес е епидуралната аналгезија, која што се изведува на еден начин кој што ќе го опишеме подоцна. Тоа е обезболување преку еден катетер, се вика епидурален катетер, се поставува многу ниско долу на работниот столб и преку него го даваме локалниот анестетик кој ќе даде обезболување во еден дел од телото од каде што потекнуваат болните импулси во текот на породувањето. Жената е свесна за цело време, свесна е за своите трудови, за контракциите на матката. Тоа ни е многу важно, бидејќи сакаме да учествува во текот на породувањето. На крајот сепак таа жената ќе го изнесе породувањето со своите напони. Значи се изведува како во полна свест на жената, меѓутоа сето тоа е многу покомфортно, попријатно и на крајот и безболно. Кажете ми, често се зборува дека породилните болки се едни од најголемите можеби познати за човештвото, така да се изразам. Колку денеска жените, сам напоменавте дека се почесто сакаат ваков метод на безболно породување, нели инаку го заменуваат истото со царски рез во оние места каде што не им е овозможена оваа метода. Кажете ми го самиот принцип кога се дава? Кој е почетокот на давање на оваа епидурална, така да искажам, анестезија? Има ли одреден момент кога треба да се даде, кај кои жени како се дава? Има ли жени кои што не можат да ја примат таа? Да, точно. Прво да ви точно приметивте дека тоа е една од најсилните болки што човечко суштество може да издржи. На трето место е во литература по силина, по јачината на болката која што човечко суштество ја опишува. Навистина дека жените денес се почесто барат епидурална аналгезија, а таму каде што нема услови, од страв за тие породилни болки што слушале како ги издржуваат други жени, се одлучуваат за царски рез, значи барат самите царски рез. А самото изведување, значи имаме разлика, правиме разлика кај првородка, жена која прв пат се пораѓа и жена која по втори или по трет и натаму, да, повеќе пати има породувано. Кај првородките чекаме прво да се тие контракции зачестат, да имат еден одреден период и одредена силина, и грлото на матката чекаме по правило, тоа е протокол, да биде негде околу 6 см од отворањето. Меѓутоа, ако жената се жали на силни болки и пред тоа, го почнуваме, значи, процесот и пред тоа, се во зависност од потребата и барањето на жената.
Кај второродките и другите кои се повеќе родки, значи чекаме тоа отварање да биде 4 сантими и повторно, значи пак не значи дека е тоа некое круто и строго правило, значи се зависи од барањето и чувството на болка кај поединечната жена. Значи не се држиме строго до некои протоколи, тоа се некои рамковни значи одредби. Одредби, меѓутоа се зависи од случај до случај. Така, кажете ми, колку годишно од породувањата кои што се случуваат во оваа болница, знаеме дека тоа е многу често, скоро ако не, да не се изразам и секојдневно покрај оние планирани бременности, ви имате случаеви кога често доаѓаат и бараат заради условите и методите кои што ги нудите тука да се породат. Од вкупната бројка на породувања, може ли да се издвои некоја груба статистика колку од жените бараат безболно? Може да се издвои, баш пред да дојдете за оваа емисија, ја извадив таа статистика и негде околу 90% од сите породувања кои ги имаме ние спонтанни породувања, значи се со обезболување, со епидурална аналгезија, тоа е голем број. Ова во куќата, во нашата болница, тоа е рутинска метода. Тоа значи дека во било кое време жена да дојди, дали се работи за ноќе, дење, во било кој сат, таа услуга ја нудиме, значи таа процедура ја нудиме. И тој ретко се случува жена да дојде за породување, а да не го повара, да не ја повара оваа метода. Так. Значи досега негде од прилика околу над 400 епидурални аналгези имаме дадено од почетокот на болницата, од работата на болницата. Значи самата метода постои од основањето на самата болница? Од самиот почеток на работата на болницата. Може ли нешто да ми кажете дополнително во однос на породувањето? Колку зависи подготовката на жената при самото породување, да знае самата да се породи, не самата, мислам, да соработува со докторите при самиот процес на породување? Важно ли е тоа за вас како анестезиолог? Тоа ви е многу добро прашање и затоа постои во нашата болница и школа за бремени жени. Тие во таа школа учат, значи, самиот процес на породување го учат, што се случува во организмот на жената при породувањето, а ние имаме и часови овде за епидуралната аналгезија. Тоа го извршуваме некогаш ние, меѓутоа се во последно време нашите сестри техничари кои што се извонредно обучени за оваа работа, имат и учества на разни меѓународни конгреси на оваа тема. И многу е важно, значи, да знаат што ќе се случува и како се изведува методата. Многу поприпремени се, знаат што ги очекува и оној праг на болка е многу повисок во тој случај. Човекот се плаши обично кога нешто не знае што ќе се случува, кога веќе е информиран, сето тоа го прифаќа многу полесно и процесот по-добро. Ке се навратам малку претходно на епидуралниот процес, кога споменавме дека жената е свесна. При самиот пораѓај, таа е свесна за контракциите и за сите случувања во текот на самото породување. Меѓутоа ме интересира еден факт. Го носи името безболна метода на породување. Меѓутоа, жената сепак чувствува болка? Значи, секоја индивидуа е различна. Ние имаме една скала за проценка на болка. Секоја индивидуа различно има перцепција за болката. Нешто што е за некој мала болка, некој друг ја опишува како голема. Таа скала ни користи за поединечна проценка на болката и жените ни покажуваат на таа скала која има бројки од 0 до 10 и различно е боена од зелено кон црвено, со раката ни покажуваат од прилика кај е незината болка. Према тоа се ориентираме во давањето на локалниот анестетик. Значи, во дозирањето на лекот за обезболување. И секоја жена различни има побарувања. Значи, гледаме дека има разлики во тоа. Некои жени осеќаат мала болка и дури и сакаат да го почувствуваат тоа, да го имат чувството на нормално раѓање. Значи, тоа чувство, жените си го знаат, сакат да го имат тоа чувство на раѓањето, на самото излегување на бебето, значи во тој акт сакат да го чувствуваат. Меѓутоа велам кај сите има значително намалување на таа болка, некои дури воопшто не го чувствуваат тоа. А има ли жени кои што не можат да ја примат? Да, има контраиндикации. Значи, секоја метода медицинска си има своји индикации и контраиндикации. Прво да кажам дека ова е многу суптилна работа, бидејќи нема процедура во медицината каде што се изведува на здрава жена или на здрав човек и каде што нема болест. Значи, породувањето и бременоста не е болест, а ние правиме процедура, значи, на здрава жена
за здраво бебе, меѓутоа да обезболиме, значи процедура каде што нема патолошка состојба. Значи тоа нема патологија, а правиме процедура медицинска. Значи си има своји контраиндикации. Едната од нив е, например, проблеми во коагулацијата на крвта. Коагулопатија од било која причина е контраиндикација, бидејќи може да се јави крварење на местото на поставување на тој катетер со понатамошни компликации. Другото е некоја инфекција на местото каде што го поставуваме тој катетер. Една друга индикација е, контраиндикација е да има претходно нешто искрварено, па да е во хиповолемија го велиме, значи да е со низок притисок, тогаш не може да се изведува или претходно треба да се припреми за да се почне со таа процедура и нормално треба да сака жената да се изведе таа процедура. Значи самата процедура се изведува по обичен пат, земаме шприц, игла и боцкаме. Или имаме некој посебен апарат кој што се прави оваа епидурална ситуација? Значи, поставувањето на епидуралниот катетер е мануелно се изведува од страна на анестезиологот. Не е болна процедурата, бидејќи претходно се става локален анестетик, се омртвува местото каде што се поставува. Значи тоа е нешто како при вадење зап што го поставуваат, што дават стоматолозите. Значи потоа ставањето на катетерот практички не го ничисуваат жените, бидејќи самото место е таму со помалку рецептори за болка, таму каде што го поставуваме, во најнискиот дел, многу долниот дел на рабетниот столб. Од кога ќе се постави епидуралниот катетер? Значи се поставува тука негде напред кај жената и тогаш веќе користиме и апарат. Ние сега имаме среќа да последниот месец дена работиме со еден нов апарат кој што можат жените да го контролират во смисла на тоа колку ќе им испорача тој локален анестетик. Пак, значи тоа е во врска со она што претходно го споменав, дека секоја жена различно ја чувствува болката. Тој апарат испорачува на барање на жената. Таа има тастер еден, потоа ќе се качиме горе во родилната сала и ќе го имате прилика да го снимите. Тоа е еден тастер која што жената го има во раката и кога ќе чувствува болка, ќе го притисне и апаратот испорачува преку епидуралниот катетер, аналгетик и таа тогаш се смирува. Значи има и една инфузија која постојано си течи, една количина на анестетик, меѓутоа жената може по потреба сама да си дозира уште повеќе од она што е веќе зададено. Покрај безболното породување со овој метод, колку оваа метода може да се примени во други медицински оделенија, така да се изразам? Конкретно еве да кажеме, може ли при операција на скршеници кај повозрасни лица или при некои други хируршки зафати, колку е применлива самава метода? Мислите на епидуралната? Епидуралната. Значи имаме разлика меѓу епидурална аналгезија и епидурална анестезија. Терминот анестезија значи комплетно обезболување, значи со парализа на мускулатурата, а аналгезија имаме обезболување, меѓутоа мускулатурата може, значи се функционира. Овие жени кои го добиваат ова за безболно породување, тие слободно шетат по оделението, си одат во собата каде што се примени, потоа можат да седат на топки за полесно спуштање на бебето, а самата анестезија, епидуралната, се изведува во огромен број на нема операција каде што тоа не може да се направи, си има индикации нормално и контраиндикации, меѓутоа може да се слушнале дека и операции на срце може да се направат со епидурална анестезија. Има определени операции, а се што е пониско, значи од градите надолу може да се обезболи и да се направи интервенција во таа анестезија. Значи, тоа е една од најдобрите, најсофистицирани анестезии во анестезиологијата. Кошта ли скапо да се примени оваа? Не кошта скапо, значи самиот сет комплет не е скап и апаратот е скап, овој што го добивме сега ние, кој велам имаме среќа сега да го работиме. Тоа е прилично скап и затоа не се користи ни сегде. Ретко негде во некои болници се користи, бидејќи е опремата скапа. Меѓутоа, еве, ние го добивме и сега на големо го користиме, а она прашавте, тој може да се користи во било која операција, после било која операција за аналгезија, за обезболување. Тој не може да се користи апарат само за епидуралниот катетер, може за обезболување преку вена, исто така пациентите сами си дозираат колку им треба. Тој е програмиран, значи се знае колку може да испорача и по потреба пациентите сами си дават одредена количина на лек за обезболување. Така, би сакала сега да не овозможите да го видиме тој апарат. Да, мило ќе ми биде, да.
Почитувани, овдека во ритмот на срцето на едно неродено детенце се наоѓаме во салата каде што доктор Бјелик ќе ни го покаже самиот апарат за безболната метода за породување и како функционира самиот апарат. Ве молам, докторе, кажете ми пред се како се вика апаратот, како функционира и кој е принципот на работа. Да, значи се наоѓаме, како што кажавте, во родилната сала. Овој апаратот за кој што разговаравме пред малце се вика перфузор за patient control аналгезија. Значи тоа е апарат за аналгезија која е контролирана од пациентот, од пациентката. Значи се работи за еден да речем може едноставно за вашите гледачи, еден автоматски шприц во кој што се поставува анестетикот, значи тој се наоѓа во овој апарат и апаратот е така подесен да тој автоматски со одредена брзина го испорачува анестетикот кај пациентот, кај пациентката. Ова е тој епидурален, значи катетер, кој што е поставен веќе кај родилката и тој шприц го испорачува анестетикот, лекот против болка преку овој катетер, преку ова цревце. Сега што е уникатно за овој апарат е овој тастер, значи овој тастер го има жената и кога ќе почувствува болка, значи над она што е обезболувањето што го дава апаратот, сама се притиска на него и тој испорачува еден болус, значи една доза поголема од она што веќе течи, со цел да се обезболи. Тоа е она што кога разговаравме, значи го постигнуваме обезболувањето на некоја индивидуална база, значи согласно самиот пациент, каков е по принцип, колку поднесува праг на болка, толку се дозира, меѓутоа тоа го прави самиот. Тој го прави апаратот, значи има еден период во кој што е тој заклучен, пациентката и да притиска повеќе пати, тој нема да испорача, бидејќи тој е програмиран така да испорача во одредено време една количина. Значи има период на заклучување, во тој период не може да се испорача тој болус. Тоа значи дека е многу безбедно и самиот пациент не може да се предозира. Точно. Овој апарат е така подесен што само од едно место од централата во Германија може да се репрограмира. Кога ќе му се стават податоците, никој не може да ги промени тие податоци овде, туку само она што е програмирано од страна на анестезиологот. Сега може да видите, на пример, пациентка, жената го има во својата рака, кога ќе осети потреба, таа притиска на него и апаратот испорачува дополнителна доза на локален анестетик. Во меѓувреме, жената може да шета со него, значи се придржува на овој сталак, може да оди до собата, да се движи овде низ родилната сала, со цел бебето да се спушта што побрзо, да нема пречки во спуштањето. Значи апаратот не смета ништо во самиот процес на породување. Во овој случај кога треба господјата да... Тоа ќе си кажи бебето. Така, значи чекаме на негова одлука. Во ова работа најважно е трпението, значи нема брзање, тоа е процес природен кој што ние го очекуваме. А треба да го направиме безболно, да биде сето тоа прифатливо, значи да не само едно чувство на среќа кога ќе дојде бебето на свет, туку и мајката да почувствува покрај таа среќа и едно чувство пријатно во самото раѓање. Ви благодарам за сите овие информации изнесени за нашите гледачи на Мега телевизија. На господјата ти посакуваме лесен пораѓај, а вам гледачи ви благодарам за вниманието со кое што не следевте. Следете ни и во наредна прилика, ќе имаме доста интересни теми во еднина.